Вие го следите новото издание на подкастот со Анана. Ти денес имам една многу убава соговорничка. Велам убава затоа што е убава како човек, како жена, како пејачка. Зарина Прва Севда прв пат има во студиото пред отприлика една година, можеби и повеќе. Една од оние ретките која што остава впечаток на некој со кој што си кликнуваш, со кој што ти оди муабетот токму таква. Исклучително специфична по својата појава како вокал, како жена и како уметница. Зарина Прва Севда, добре дојде во Анана ти. Ти благодарам, Ана, и вакви најави кога ќе слушнам од такви жени како тебе. Аз сум поласкана и баш ми е мило, ти благодарам. Драго ми е што одвои време да си поразговараме со оглед на тоа дека првиот пат кога разговаравме ни беше многу кратко времето, викам дефинитивно мора да си дојдеме тука да си поразговараме. Зарина, мислам дека сме го зборували, веројатно многу пати е зборувано за тоа како и кога си почнала да пееш, нема да го отвориме тоа како прашање, затоа што јасно и веќе луѓето знаат. Сакам да те прашам за кога беше мала, за твоето детство. Што беше она што најмногу те исполнуваше како дете? Какво беше? Што сакаше да правиш? Беше затворено, отворено дете и екстроверт, интроверт? Какво дете беше? Па ме вика живо сребро, Мирхиса, затоа што нонстоп, нели, живо сребро е живата во топломер, и ако падне, нели, се не застанува. Не застанува. Тоа така ме вика од Мирхисар. Што најмногу ме исполнуваше, мои најдобри другарки беа жени по 70-80 години тогаш. И ми беше многу убаво да си поминувам време со нив. И јас доаѓав дома, ја оставав чантата. Ако мајка ми имаше даено задача да ставам гравче да се вари, додека се врати од работа да биде готово, ќе го направев тоа. Ја го оставав ранецот и одев кај било која, кај Костадинка, кај Стојаница, кај ова, кај она. Браво. Например, Стојаница беше жена со оштетен слух. Имаше долга коса, вака плетенка една, се разбира, носеше шамија. И кога ќе отидев јас, ја вадеше шамијата и ми дозволуваше да ја сплетам косата. Всушност ме чекаше да отидам, јас дете 5 годишно, 6. Леле. Ќе извади шамијата и ќе ми каже, како сме се разбирале невербално, дете 5 годишно и жена на 90. Неверојатно. И она имаше едни врејки така полни со волна. И предеше женава. И мене тоа ми беше фасцинантно. Ке преди, па ми беше интересно какви манџи ке направи. Па си комунициравме и ние се разбиравме. Јас поминував со неја, например, во денот по 5 сати. Едно време ќе ме спобараат од дома и веќе почнаа да научуваат после некое време, да не ме бараат кај девојчињава ваму таму кај што се собиравме, него да ме бараат кај бабиве. Имаше 4-5 баби, не знам, едната баеше, другата е со оштетен слух, третата тутун нижеше и пееше. Ќе седам со неја, ќе ја распрашувам, например, како се омажи, како ја земаја, ме интересираше дали имала спонтани абортуси. Значи, такви прашања ме интересираа и ми кажуваа жени, човече. Сега ќе ми текне, жени ми раскажуваа такви работи. Јас од тогаш ме интересираа меѓучовечките односи, релација мајка-дете. И тогаш сум имала интерес за лица со некакви потешкоти. Да. Специфични работи од секогаш. Тоа ме правеше среќна. Да, и ако тогаш тие муабети, тие разговори кои што си ги имала, вака можеш сега да се потсетиш, веројатно гледаш колку оставиле голем впечаток. Од денешна перспектива, ти значат, те изградиле во некој аспект во однос на тоа какви ставови имаш денес кај те во однос на тоа, во однос на мајчинство, во однос на машко-женски односи, ти помогнале некогаш тие работи, пошто тоа се сознание кој што ретко кој дете ги добива, особено на таа возраст, нели, обично, нели, паметот е тука, куклата пресоблечи, да си играш детски игри, меѓутоа да разговараш со 90 годишни жени кои што имаат сериозно искуство зад себе и ти го пренесуваат, тоа е навистина посебно. Види, Ана, јас тие работи, вредности што ги учев во Мирхисар, дефинитивно ме направија да бидам овој човек кој што сум денес. Растењето во Мирхисар, слободата на живењето таму, чистината на луѓето, ти викам вредностите кои можев да ги искусам, да ги
да ми поминат буквално низ мене, низ раце, значи не да ми ги раскаже баба ми, него да ги живеам со баба ми, на нивата, да нижам, сакаш. Да. Тие ме градеа до едно време, но морам признам дека дојде сега еден период од мојот живот, тоа веројатно се случува на сите околу 30-та година, каде што таа утопија во која бев научена да верувам, се искрши на многу парчиња. Па надзидовите се отвори, да. Да, и сега некои од тие парчиња мислам дека се уште употребливи и дека можам да ги имплицирам понатака во сложувалката на мојот живот. Но за жал, некои од нив кои се однесуваа на пак се меѓучовечки односи. За жал бев животот така ме носеше и ме донесе до тоа да морам да клекнам пред некои факти кои се тука, се присутни во ова време во кое што јас сега живеам. Веројатно да сум живеела во времето кога тие луѓе живеа, тие од кои што учев, сигурно овие вредности со кои што сега јас морам да научам да живеам, немаше да функционираат. Ќе бев апсолутно исфрлена од нивните кругови. И сега јас морам да ги научам овие правила овде и тука и да бидам предпазлива и да да се откажам од тоа дека сите луѓе се добри, дека сите се сакаме и дека луѓето се апсолутно искрени и дека и дека ако имаш нешто што сакаш да ми го кажеш, ти сега ќе ми го кажеш, јас и ти ќе го решиме сега тука. Значи тоа не функционира веќе во овој свет, во ова време во кое што ние функционираме и сега пробувам да се научам на тоа. Така да немам појма. Некои ствари паѓаат во вода, се раѓаат некои нови кои што се исто функционални и здрави и така натаму се во своето време. Ама знаеш како, за среќа се уште постојат луѓе со кои што веројатно ќе се препознаеш и ќе можеш да си разговараш и ќе можеш да се најдеш на оно ниво кое што тебе ти треба енергетско, дали интелектуално, емотивно, како и да. Сега веќе си ги препознаваш луѓето, нели? Знаеш да го прочиташ тоа кај тие луѓе. Сега многу појасно и сега веќе ги учам тие граници кои треба да ги имам и да не правам компромис кога нели нешто отстапува од моите внатрешни вредности. Нели убаво е, светот е сега многу убав затоа што е многу шарен и ние сите имаме некоја своја карактеристика и така натаму и ние најважно од се и тоа што не ми исчезна од тогаш до денес е дека по вистината ќе се препознаеме. Знаеш, ако се додека сум искрена, вистинска и автентична јас, на тие луѓе што нема да им се допаѓа таа зарина, они ќе се заминат едноставно, но ќе го видат тоа и ќе сватат дека не им се допаѓа, наместо да се местам како што ќе им се допаѓа за неодреден период да бидеме окей. Да. Не, јас одлучувам свесно да бидам тоа што сум, за да тие луѓе на кои им се допаѓам придат и тие кои не им се допаѓам час побрзо напуштат. И значи за доброто мое и за нивното добро во исто време. Да. Знаеш, вистината е, мислам дека најмојкното. Не сакам да се служам со зборот оружје веќе во последниве со сите овие случувања што се случуваат наоколу тоа оружје ми е траума, но мислам дека вистината е една моќна алатка за функционирање во светот воопшто. Колку год да е светот ваков или таков, колку год да некои луѓе избираат да го одат левото или десното, вистината секој пат на крај победува и тоа е за мене апсолутно правило. И една од, мислам, најбитното начело и парадигма по која што јас живеам, а тоа е да не правам компромис со вистината, со совеста и со квалитетот. Тие три работи, барем додека ме држи моја психа на ова ниво на кое што сега е, нема да се откажам од тоа. Супер. Како се носиш со промените, Зарина? Како се промените во смисол на тоа врушање на таа некоја идилична слика која што си ја имала веројатно во детството, живејќи во помала средина, каде што луѓето веројатно го имале тоа искреното, го имале тоа исконското, човечкото. Промената доаѓа со доаѓање во, нели,
малку поголема средина, поголем град, повеќе луѓе, поизвалкани луѓе, што е нормално, нели? Како се носиш со тие промени? Природа, цивилизација, не знам, младост, веќе зрелост, далеко си од старост, меѓутоа веќе влегуваш во едно доба кога, да, човекот созрева и веќе би требало да знаеш што сака. Се носиш добро со промените? Виде се трудам, значи некои промени, јас сум доста емотивен човек и некои промени знаат сериозно тешко да ми паднат. Но научувам дека е таков животот и дека таа амплитуда е убаво се додека е горе и доле, знаеш, ако е еднорамно, па и тоа е нешто што не одговара на мојов темперамент и карактер. Така да сакам да пливам низ тие длабини и сваќам откако ќе помине нели таа цела бура. Јас сваќам колку светлина сум земала додека сум се движела низ тунелите и тие промените кои не се секогаш најпријатни за поднесување и подоцна кога ќе ја почувствувам светлината што доаѓа како благослов после тоа, некако ми помага за секој нареден пат, барем ако ништо друго да придам со свест дека окей, после ова ќе ја чекаме светлината да дојде. Дека светлината доаѓа секогаш на крај, колку год да е промената тешка, колку год да е бурата силна, колку год да ни оштети дел од полињата што сме ги саделе со години, сме ги одгледували, сме... Океј, нови растенија, нови семиња стигаат. Да. И океј. Секој нов ден, нели? Секој нов ден и нова надеж и ново раѓање и нова љубов. Апсолутно. Да, така што ми се допаѓа тој став, тој сериозно изграден став е што соодветствува на твојата личност апсолутно. Ајде малку за музиката. Музиката е, со кој музичар да сум зборувала, музиката е порив кој што не можеш, веројатно можеш, меѓутоа не е убаво да го затвориш, нели, да го затнеш тој каналот кај што сака да излезе. Колку музиката ти е на тебе реализација или бегство од реалноста? Значи, ја разбираш како реална слика за тебе или пак сакаш да избегаш со музиката од она што ти се случува во секојдневието? Види, јас имам разбрано дека музиката е откако постојам на раскинлив дел од мене и тоа не можам да направам пресек. Знаеш, таа е присутна и кога сакам да бегам е присутна и кога сакам да останувам е присутна, тука е, знаеш. Така. Само на различни начини, некој пат сакам да ја тргнам на страна за да не ја повредувам. Знаеш, дека некој пат земските работи кои ми се случуваат можат да и наштетат. Да, влијаат. Знаеш, некој пат викаат, абе, кога ти е тешко, ти ќе си запееш и тебе ќе ти пројде. Знаеш, некој пат сакам да ја тргнам Зарина од тоа што моментов ми се случува, затоа што е, како што кажа преска, некои извалкани земски нешта на ова ваму. Да. Знаеш како... Совршеното. Да. Така да, не знам, голем благослов е да што ја имам секогаш во мислите, и кога е добро и кога е лошо, и знаеш кога мечтам, тука е присутна. Јас се уште не сум мајка и немам свои деца, но на музиката, на ова што го работам, гледам како на сопствено дете и сега размислувам, окей, прво деление поминавме, извадивме еден албум, сега одиме на второ деление. Така, доста интензивна имам релација со музикава. Понекогаш знам да влезам, знаеш, overprotective, презаштитнички. Ама се е процес и пробувам што повеќе во периодов да обсервирам, да се наблюдувам себе, да наблюдувам од која позиција сега во овој момент реагирам вака како што реагирам, од која позиција, од позицијата на Евгенија на 5 години во Демир Хисар, од позицијата на Зарина
која е сега големата тетка и тука ќе направи план и стратегија како ние на сцена треба да се однесуваме и што треба правиме. Дали гледам како Евгенија која е адолесцент, која ги наблюдува и малата и Зарина која така едноставно се трудам да сум што поприсутна во сите своји улоги, дека сите ние имаме нели улога, различни позиции. Тука е нели Евгенија како другар, Зарина како колега и така натаму. Значи тоа све морам да се трудам да го одржувам во баланс, за да Зарина може да го даде својот полн потенцијал. Така. И сега тоа се с некој пат сериозни бранови на различни начини. И тоа мора да се како и родителите што поминуваат во процесот на воспитанието на своето дете и во растењето и во наводнувањето на тоа мало створење да порасне толкаво и родителите поминуваат сериозни своји лични кризи, дали брачни, дали професионални, дали екзистенционални и така натаму и се трудат што е можно помалку да тоа има влијание врз детето. Е така јас се трудам што е можно помалку да ја оптеретувам Зарина како музика со моите лични борби и проблеми. Да, а лично кога вака во секојдневието, кога ќе налеташ на ситуации, на моменти кога ти треба да застанеш и да размислиш зошто сега ова вака, зошто вака изреагирав, се себе анализираш често? Много, да. Купаш по себе? Да. Затоа што со самото тоа што ја спомна Евгенија како мала па адолесцент, тоа укажува токму на тоа дека си ги препознаваш тие работи. Знаеш, кога ќе блесна онака у ситуација викаш, ова 12 годишна јас да. во моментот. Види, јас сум многу заљубена во психологијата како наука, многу читам, многу сакам да читам, ми се допаѓа кога зборуваме на таа тема. Ми се допаѓа кога можам да истражувам во себе, кога можам да наблюдувам, да обсервирам туги однесувања и да правам некаква анализа. Тоа од секогаш било така, буквално од кога знам за мене. Затоа и одев кај бабите стари, пошто анализирав. Тоа ќе кажам, бабите. Ама тоа сега го сваќам. Да. Се разбира на имам свој психотерапевт кој со кого работам и кој ме подсетува и со кого тоа викаат психотерапевтите многу е нај предизвикувачка работата со човек кој има некаква едукација. Сега јас не сум психотерапевт, така, но имам некакво одредено знаење и сега јас кога ќе појдам таму јас веќе имам предзнаење. Да. Знаеш, како ќе појде пациент во хитна помош кога каже стави ми едно диазепамче на опаурин. Да. Абе чекај човек, значи притиснав тие 100. Ако ставам ќе ти допадне, Да. Зборот ми е дека по некој пат знаеш колку само за ќотек да јадиш, толку знаеш, буквално сам себе да се тепаш и тоа е тоа. И затоа психотерапијата сметам дека и се надевам дека ова ќе допре таму дека што треба, дека психотерапијата треба да добие свое место во системот и дека секој човек како што оди на матичен лекар мора да посетува психотерапевт. Апсолутно, да. И аман веќе со тие табуа, аман веќе што треба да направиме, веќе направиме тестови, ние што одиме на психотерапија за да докажеме дека не сме луди и да луѓето кои имаат било каков проблем во моментот кога ќе почувствуваат дека не можат сами да го разрешат, аман нека појдат на психотерапија, нема да се луди. Така е, олеснува луѓе, многу олеснува, многу е убаво. Значи нема нешто кога те боли зап, одиш на заболекар, кога те боли срцето на кардиолог. Така е. Кога те боли душата, мора да се оди на психотерапија, нема друго. Да. И самите психотерапевти си имаат свој психотерапевт, како знаеш, ова го зборам затоа што се среќавам се уште со млади луѓе кои имаат проблем да отидат на психотерапија, затоа што се срамат и затоа што вистината е дека постои стигма, дека постои еден момент во кој што не е тој баш добар со психата. Значи, како не е добар со психата, чекај малку, дајте да видиме што е тоа не е добар со психата.
како сите во одреден период од животот не сме добри со психата и сега што? Да. Оди понатаму животот. Како не е срамота те боли глава, како не Така. мислам, исто така не е срамота те боли душа. Уопшто не е срамота, на сите им се случува, да. Особено тинеџерите, знаеш како ние не бевме толку преоптеретени со информации, значи јас мислам дека тинеџерите сега и ние како бевме тинеџери, тоа се две различни работи и мислам дека тинеџерите им е многу потешко сега да го поминат тој период на премин од дете во возрасен, заради сите информации, заради трендовите кои владеат и така натаму. Да. И во исто време мислам дека во Скопје е веќе друга приказна, меѓутоа во помалите места. Самите родители се срамат да кажат на пријателката дека детето се соочува со некаков проблем. Луѓе, не, дајте да зборуваме, не е срамота никој да е во депресија, аман. Веќе, дајте да зборуваме. Значи, дајте да зборуваме дека имаме анксиозност, имаме панични напади и дека тоа поминува и дека луѓето си функционираат најнормално после тоа и дека е уреду работава, знаеш. Како и сега кога се случува со Кочани, мене лично многу ме потресе. Сит. Да, некако со денови вака само плачев и ја преживував и јас не гледам телевизија, генерално немам телевизор. Мислам, имам телевизор кој не го користам за гледање телевизиски канали. Тогаш имав потреба да гледам телевизија и тие информации како влегува тоа све одново ретравматизација. И кога се случи, бев поканета на една емисија која се бавеше со донации, токму тоа ми беше главната порака заради која што појдов во емисијата. А тоа е, луѓе, обратете се за психотерапија. Да. Дека ова што јас го зборувам сега, наблюдување на себе од различни позиции, доаѓа од разговорот со психотерапевт. Аха, детектираме, имаме проблем. Ајде да видиме од кај доаѓа. Зашто јас се чувствувам сега заробена во одредена ситуација? Зошто се чувствувам тажна кога мислам на ова? Зошто не ми е, знаеш, како мора да ги зборуваме тие работи. И јас верувам дека ова многу наскоро во Македонија, во светот не функционира вака, во светот е ова нешто за кое што воопшто дури не се ни зборува. За жал во Македонија ние се уште мораме да ги зборуваме овие работи. Да. Мислам, јас се среќавам со деца во Демирхисар кои имаат проблем, кои се срамат заради тоа што ќе речат овој се швркнал. Да. Разбираш? Да. Тоа е таа стигма која што прави штета многу голема, прави штета на млади генерации на кои што на кои што им треба сериозна помош, а помошта за жал не се добива од другарката, од другарот, затоа што ќе ти дадат погрешни насоки. Тоа исто така многу треба се внимава на тоа. Ниту пак од социјални мрежи, од не знам какви мотивациони видеа, говорници, сето тоа не знаеме колку тие луѓе се стручни или не за да ги кажуваат тие совети што ги кажуваат. Си има стручни лица кои што треба да се побараат за помош. Меѓу другото, тоа што психотерапијата не е влезена во системот како таква, нели имаме ние од матичен лекар може да се добие упат за на психолог или за на психијатар. Да. И сега ние во Македонија се уште не правиме јасна разлика што е психолог, што е психијатар и што е психотерапевт. Тука имаме прв проблем. Дека луѓето се упатуваат или на психолог или на психијатар. Психотерапијата е исклучена. Тоа што е според мене, тоа се чекорите психотерапија, па ако има потреба ќе се оди на психијатар и ќе се зема медикаментозна терапија. А психотерапијата е исклучена, тоа значи дека клиентот може да посети психотерапија и тоа се наплатува приватно. Мислам, тоа се луѓе нели кои се образувале многу време и ние треба да платиме за да бидеме таму. Тоа така е и тука нема збор. Но ако го имаме во систем и ако тие луѓе добиваат некаква месечна плата, тогаш многу повеќе луѓето ќе се охрабруваат, бидејќи не секој е во можност, кога е особено во периоди кога човек не е добар психолошки, тој не е ни во можност во тој момент да продуцира финансиски средства како што правил предходно. И тука имаме една причинско-последична релација со значи немам доволно пари, не можам да одам на психотерапевт, тоа што не одам на психотерапевт ме прави уште да сум потажен и така тоа оди во една контрапродуктивност, И затоа сметам дека треба нешто подхитно да се направи во државава,
за психотерапијата да влезе во систем, каде што ќе можат од матичен доктор да си земат упати, едноставно да појдат на психотерапија. Тоа е тоа. Пошто нема, вистина, нема секој 1500-2000 денари, неколку пати во месецот да си дозволи. Знаеш, некои луѓе живеат на социјална помош. И тој човек исто има потреба да отиде. Така. Како што имам и јас. И сега, знаеш, не сме психотерапијата да биде привилегија. Тоа е нешто што системот мора да го сработи. Одлично. Инаку морам да се врзам со муабетов на тоа дека си студент дефектологија. Да, сега се вика Институт за специјална едукација и рехабилитација. И до каде си? Решив да се вратам и да го финиширам тој дел од својот живот кој стоеше така отворен. Привршувам, да, имам уште околу година дена, да кажеме. Со сите своји обврски и така натаму, малку е и отежнато, различен е процесот на учење сега и кога имав 20. Но решив дека сите поглави од мојот живот кои некако сум ги оставила отворени или сум оставила некоја малку вака прозорче да дзирка, мора тоа да се заврши, на добро или на лошо. Ама да, убаво е да се затвори, да, јасно. Дури онака имам потреба како, не знам, некои ствари кои не ги носам, кои не ги сакам да се ослободам од нив, како сакам нова енергија да ми циркулира во животот и така натаму, и тоа еве сега ќе го имплицирам и во новиот албум, така ми треба едно. И се трудам да сум во тој дух. А како од каде дефектологија? Како тоа? Од 90 годишни? Мислам дека се е поврзано, знаеш, но јас верувам дека од првата до 6-та година децата живеат во една медитативна свест, каде што лентата цело време снима и таа лента е наснимена и после тоа ние несвесно таа си работи, ние кога ќе порасниме, ќе станеме големи Евгении. Таа лента постојано се циркулира во позадина и верувам и знам. И тоа сега модерните терапевти и психолози го викаат како автопилот воден од подсвеста. И затоа тоа е објаснението зошто дел од нашите постапки не знаеме зашто вака се понашам. Па затоа што си научил некаде таму во 5-6-3 години. Инаку да, најверојатно од таму во Демир Хисар имаше неколку деца со различни специфични потешкоти и интелектуална попреченост и така. И ми беше, јас сакав да комуницирам со нив, но ми беше тешко затоа што не знаев како, не сакав да ги навредам, сакав да им бидам тука и така натаму. Меѓу другото, еве, жена со оштетен слух. И така и тоа ми беше секој пат интересно и сакав да научам како да комуницирам со тие луѓе во насока на тоа да им помогнам. Емпат. Да се чувствуваат типично. Да се чувствуваат добро во заедницата. Е тоа. И мислам дека од таму потекнува љубовта. Јас многу сакам деца. Многу сакам да работам со деца. Мислам да работам да ги сакам во опкружувањето и сметам дека тоа е најубавото нешто што му се случува на светот. Новиот живот, детето, нивната енергија, чистината на комуникацијата што ја нудат, онака цело време е потсетување на тоа како беше секој за себе. Знаеш, преку деца можеш да се вратиш да речеш, леле, јас вака сум правел кога сум имал 5. Знаеш, и мене тоа патување што ми го нудат децата, таа љубов, таа чистата, наивната, ми е фасцинантна. И ако можам да изберам, сакам да поминувам што повеќе време со нив. И исто како и со животните. Да, и они се чисти. Да. Се враќаме на тој првиот момент со вистината. Да. Кога препознаваш вистинска, искрена, чиста љубов, тоа е тоа. Ајде малку на тема љубов. Ајде малку да отвориме темата љубов, меѓутоа од аспект на партнерска, романтична, како и да е. Дали со искуството кое што досега си го имала во животот, можеш веќе да препознаеш, ако не што е тоа што го сакаш, барем што е тоа што не го сакаш?
Се разбира, да. Мислам дека време беше до 31 да се научат некои работи. Види, многу сум благодарна за сите љубови кои сум ги имала можност да ги искусам. Некои биле зборување на јазици што ги разбирам, а некои што не ги разбирам. Тоа што верувам дека ми треба и верувам дека на секој човек на планетата Земја му треба, тоа е да препознае љубов на јазик кој го разбира. Да никој пат претходно до сега, до скоро, не сум размислувала како што сакам еден партнер во мојот живот да ми понуди, односно што сум во состојба јас да дадам. Прво што можам јас да дадам за да знам што би сакала да добием. Секој пат сум приогала од потребата да дадам. И тоа не секој пат било разбрано, не секој пат јас сум разбирала. Да. И така, сепак и тоа учењето на меѓучовечки, пак е тоа во таа школа. Знаеш, дека сега на 30 и самото тело веќе знае отприлика што му треба. Значи, рутината на мојот ден, моите се мора да се совпаднат моите желби и цели за долгорочно со она што евентуално мојот партнер би ми го понудил. Да. Мислам дека во себе носам еден непресушен извор за љубов и дека можам да сакам многу чисто, многу вистински, дека сум прилично посветен сакач. Да, дека буквално јас сум еден така романтик кој знае на моменти љубовта дури да ме испијани вака так. Значи ти си една од ретките се повеќе за жал, се повеќе луѓето не веруваат дека има остатоци од љубовта. До толку е дојдено. Да, сум имала многу јасни знаци дека треба да престанам да верувам, но не се откажувам затоа што знам што имам да дадам. Така. И знам колку е тоа силно и интензивно. И знам дека што ми е дадено да го имам тука во моево срце, дека сигурно има и од другата страна нешто што ќе го препознае. Да. Мора да има. Не може така да не се можам последните мохиканци. Не, колку год да ми било, нели, ти викам, сум имала многу јасни и отворени сигнали да се откажам од љубовта за навек. Знаеш. Добро е човек да одмори понекогаш. Добро е човек да се види, да се преиспита себе, Јас сум љубител, отворен љубител на себе испитувањето, и емоционално, и физички, и секако. Така да добро е да се направи една пауза за да се види кој до кај шо е, со цел пошто се менуваме реално, тоа што ми требало на 25 не е истото што ми треба сега, и во суштина тоа што треба да се препознае кај партнерот, според мене, ова не мора да е апсолутна вистина, ова е мојата вистина, е тоа дали ние можеме заедно да растиме. Дали имаме доволно љубов и поддршка еден за друг, најбитно лојалност. Тоа е еден од клучевите на вратите до моето срце, а тоа е лојалност, поддршка. Во момент кога ми е доведено до прашање лојалноста, како другар пред се, знаеш, тука веќе нема простор за дискусија и тука веќе почнува да се развива. Кај што нема другарство, нема љубов. Да. Ако еднаш ме излажеш како другарка, може ќе ти простам. Вториот пат ако ме излажеш, нашето пријателство е завршено. Да, како ние може да се видиме, како си, што си. Да. Ама така е. Знаеш. Сега кога станува збор за љубов и за партнерство, животот ме научил дека нелојалност е неопростива грешка и дека таа не завршува после првото простување и дека едноставно нема можност, знаеш, колку год
едноставно, ако другарството е изневерено во даден момент на некаква релација, сега ова го зборувам и во пријателски односи, и во партнерски, ако другарството еднашка е разнишано заради нелојалност, јас мене ми се покажало дека за мене не е добро понатака да продолжам било што. Така. И сега љубовта, верниците ја врзуваат за Бог. Бог е љубов и љубовта е Бог. Дали си верник и во што веруваш? Да, можам да кажам дека сум верник. Верувам во... Ајде да кажеме дека сум христијанин. Не можам да се наречам дека сум некој добар практикант на христијанството, но филозофијата на христијанството ми се допаѓа и се повикувам често во секојдневието, се повикувам на христијанското живење заради тоа што ми се допаѓа филозофијата. И бидејќи сум читала и свети книги на други религии, и верувам дека генерално тоа е... Тоа е слично, да. Тоа е слично. Тоа. И дури еве, значи, сега правам паралела со филозофијата на христијанското живење со модерната психологија која се бави со доброто во себе. И наоѓам многу паралели и мислам дека тоа е едно исто. Неодамно имав еден разговор со свештено лице и ми остана ми го разговаравме за психологија и такви ствари. И ми го објаснуваше механизмот на како сега тој го зборуваше со вокабулар, христијански вокабулар. Така, добро. Тоа во психологијата има други терминологии кои се користат, но вика како функционира демонот. Значи како функционира лошото генерално. Така. Тој доаѓа и ти понудува. Значи тоа значи доаѓа мисла во твојата глава и не е од страната на светлината. И сега, во моментот кога ти влегуваш и почнуваш да размислуваш за тоа, сега ќе зборувам за енергиите за кои што мислам дека се најдолу во пирамидата на спиритуалниот развој. Сметам дека љубомората, зависта, блудот и развратот и дека тие енергии се најдолу и дека тие прават најмногу штета на духот на човекот. Така. И сега, кога доаѓа таква мисла, тој ти понудува, и сега во моментот кога почнуваш да размислуваш, ти си веќе во конверзација со него. Што значи? Како се објаснува тоа? Ти веќе влегуваш во кругот, зачараниот круг на лоши размисли. Тоа создава психосоматика од умот во целото тело. Така ова е механизмот како функционира анксиозноста, да кажеме. Значи, тоа ја мисла ќе паднам, сега ќе ми се случи нешто лошо. Во моментот кога почнуваш да влегуваш во тоа, почнува да се подига срцебиењето. Веќе телото реагира како да доаѓа опасност. Да. Така е. Истиот е принцип во кој јас верувам дека луѓето создаваат болести во сопствените тела. Ова е мојата вистина. Дисклеймер. Да. Верувам дека човек себе си може да се излечи и човек себе си може да се оболи од сопствените мисли и дека мора да бидеме свесни за ова што се го кажува, за конверзациите кои се водат во главата. Сега да се вратам на свештеникот, кажува и најстрашното е реализација. Значи, ќе паднам и сето во христијанството вика и на крајот го реализираш, ќе паднам, ќе ти се снеарни, во суштина ќе ти се снеарни од мисливе. Ти ако денеска цел ден размислуваш дека нешто ќе се случи. На крајот ќе се случи. Се сеќавам кога бевме мали, кога сакавме да бегаме од часови и се ме боли стомакот. Од сабајле ме боли стомакот. Не те боли стомакот, за да не ги одиш на школа. И сега се туткаш, се врткаш, да ти речат добро, не оди на школа денес. Да. Ами до после ќе те заболи стомакот. Така да. Ама тоа е честа појава, тоа не е ништо чудно. Така? Тоа како ние се делуваме на нашиот сопствен организам, тоа не е, навистина не е чудо. Да. И сега впуштањето во тие релации во христијанството го толкуваат како демонот.
Ние можеме да си го преиначиме на јазиците на кои што нам ни е удобно, Така. кои во што сака, меѓутоа битното е да ја разбериме суштината на вербата и да ја користиме во наша полза. Така. Не секогаш сме сите, дури еве јас кој верувам дека сум верник, не сум секогаш добар верник и грешам. Сите. И доблеста е да се покаеш. И во христијанството викаат, нели, ако се покаеш ќе ти биде простено. Има само еден грев кој не е опростив, а тоа е самоубиството. Се друго е од опростив карактер. Но тоа не значи дека треба да правиме едни исти грешки и постојано да се покајуваме и постојано ќе ни простува. И ќе си ги повторуваме, така е. Значи, од друга страна, и тоа треба да го знаеш. Да. Но се трудам да живеам по тие начела, се трудам да бидам секој ден за себе подобар човек, и така да служам добро на општеството, на децата, на животните, на болните, на изномештените, на таму кај што требам. И ме носи животот таму кај што требам. И сум сватила дека се што ми е даено затоа што можам да го издржам, ако можам да го поднесам, и сите своји сите предизвици кои сум ги земала, кои во моментот биле екстремно тешки, по некој пат биле битки големи, животни. И сум ги одела храбро, и сум добивала награди, сум добивала некој пат награда, знаеш, да видиш некое болно кученце кое што си му помогнал, да го видиш дека трчка и има дом. Да. Тоа се најголемите, не знам, за мене се тоа. Тоа е благословот, тоа е наградата. Кога ќе видам за нешто што сум се борела, во рете. Океј. Успешно. Браво. Нима тоа се препознава одма кај ете вака во еден обичен разговор. Драго ми е што гледачите и луѓето кои што ќе го следат подкастот ќе го видат тоа кај тебе, што отвараме веројатно некоја нова страна, нешто кое што не го знаеле за тебе. Да, интересно, вакви муабети ретко се прават. На емисии обично зборуваме тоа што треба да каже. Да, вака една друга страна од Зарина да видат. Ајде вака, кога вика зборуваме за твојот личен печат, за она што си ти како човек, како жена, не како уметница, каква си на сцената, тоа те гледаат на сцена и те слушаат, меѓутоа каква си како човек. Кои ти се најголеми стравови? Што е она што те плаши? Имаш ли некои стравови кои што тешко ги победуваш? Например, јас преска не можев да продолжам да седам у канцеларија затоа што имаше некоја бубачка. Тоа се некои фобии, стравчиња кои што многу често знаат да ни прават проблеми, кои што треба да се бориме да ги искорениме, меѓутоа сите ги имаме. Некои од такви глупости секојдневни, а некои па од сериозни причини, како губење на близок човек, како страф од смртта, како страф од, не знам, затворен простор, така натаму и така натаму, да не ги спомнувам сите. Имав многу стравови, со кои што некои ме држеа во заробеништво подолго време. Сум се борела како сум знаела и умела, но сум ги поминала. Например, имав страф од висина, и начинот на кој го убив тој страф е со качување карпи, например. После тоа пееше по плани. Не, од таков широк простор кај што можам да се приземјам, не ми е страв. Ама беше, например, страф кога седам на балкон на 10-ти спрат. Ау, да. И вака не може. И вака и ме трага надолу. Да. Еј, сикам, шо ми е мене бе, некам да се убиам, шо? Не? Ми беше срам да кажувам тоа и после реков, ќе морам да погледнам во очи на ова, пошто нема можам да летам, нема да можам ова, нема можам она. Ало, имате ли јажиња, можам ли да се качам, ајде на карпа. И кога се качив горе на 500 метри, добра, вака ми се тресе нозете, вака. И ми вика, сега пушти се во слободен пат. Молим, фала не треба. Нема друг начин да се симнеш од одгора. Ја зато се качив, пошто нема друго, освен да го погледнам стравот во. Нема. Тоа е скроз погледнување во очи на страв. И кога се симнав, веќе никогаш повеќе не се плашев од висина. Стварно? Да, после летав со параглайдер и се вртев горе во небото.
И немам никаков проблем, можам карпи да качувам без проблем. Како седам, ще живам на 8 спрат, како си седам на тераса, нема никаков проблем. Ништо да ме носиш на карпа да се Да, да. Се уште имам страв од вода, во смисла пливам и све, ама например во море ми е страв се уште. Кој знае кај е тој страв некаде закачен. Кај си го закачила? Закачен. Не, мислам дека знам. Јас сум растена во Љубаништа, ние имаме таму семејна виличка една. И како деца секој пат, значи јас сум на 3 месеци прв пат однесена и ние во лето седевме таму. И сега порано во Љубаништа се појавува водни змии. Се појавува на плажа буквално. И се браќава. Да. Ки ги земаат тие, ки играат ваму таму, мене ми беше тоа језиво. Да. Знаеш, и туку ќе ја видиш вака ки излезе со. Да, вака само главче. И валја тогаш некаде Да. таму можда ме допрела или не знам Да. што, и сега имам, значи неверојатно тоа да не ме допре нешто. Исто. И сега што направив? Јас направив финта. Мислам тоа е шорткат, тоа ќе мора да се победи. Добро. Салани си земав субдаска, демек за сакам да одам јас во длабокото. Демек сакам, ама да имам кај да заставам. Ако случајно нешто се каже. Да. И сега тоа. И например, ама пак да слушам, да гледам луѓе во близина, демек да не дојде кулата да ми зе. Да. Многу откачено. И многу се интересни и рационални острави. Исто можам, мислам дека змија можам, вака мечка да видам, нема да се уплашам, али ако видам лебарка, ако видам некоја таква, значи Еве не ти можам. кажувам, преска си излегал од канцеларија, викам, утепајте го, иначе готово. Отстранете го, Не не мора може, да умре. Само да не биде тука. Зошто не знам. И тоа има нешто. Не, јазива е многу јазива, не знам. Да, не, да. тоа не знам како ќе. Што да направам се? Што лебарка во тањер да си ставам, како да го поминам тоа? Нема тоа како стварно. Не знам, ќе ја прашаме мимитерапевтка, ќе каже. Ама стварно, значи со бубачки, оние еднаш кај исто така влеговме во Љубаниште и видов таму во кјошот центрипеда и не можев да спијам поќе дома. Отидов кај комшије да преспијам, додека да се убие центрипеда да нешто да се. Значи едноставно не можам. Бубачки ми е стварно. Ете, тоа ми е нешто што Да, е екстремно језиво. да, добро. Да, другите стравови така се, знаеш, сепак се бавам со музика и таму има многу стравови. Има, Таму е да, широка ризница да. на стравови. Таму има, Дали да. сум прво најголемиот, дали сум доволно добра? Да, да. Дали е ова тоа? Добра Дали си. Тоа е. да, дали е ова тоа? Дали сум на правиот пат? Дали сум такви Да, такви. да, од тој тип, да. Меѓутоа добро, мислам дека со тек на време и тие се надминуваат. Со афирмација, валидизација. Па не, например, да. Витни Хјустон никогаш не го надмина стравот, не сум доволно добра. Е, За добро. жал си отиде. За жал. Да. Има и такви примери, точно, меѓутоа не треба да е тоа така. Затоа нели се бориме. Да, затоа и психотерапиите, затоа и трагањето по себе, копање по себе, баш заради тоа се откријат причините. Мислам дека зошто. лежи многу музика во прашањето дали сум доволно добра. И мислам дека одреден дел од тоа прашање е продуктивен. Значи како, чекај да се потрудам уште малку повеќе. Сега крајноста е перфекционизам, значи едната крајност е перфекционизам, другата е не правам ништо, не пробувам, да не сгрешам. Да. Е тука негде во средина може да се плива. Да, мора да се плива тука негде и секој Да. пат треба да стои прашањето, и констатацијата дека може уште подобро, дека се уште има што да се истрави, дека се уште има наука која што треба да се научи. Јас не верувам во научена музика, не верувам во процес во кој што еден човек знае. Да, знам традиционална македонска, можеби балканска, ама се учам грчка, на пример. Така и секој пат, и тоа ми прави да се чувствувам жива во тоа што го работам, дека секој пат има ново. И да си ставам предизвици, да си го предизвикувам својот вокален апарат да го одржувам во... Така, Тоа е истражување, да, тоа е убаво. Да. Тоа е баш процес кој што треба веројатно секој ден музичар никогаш да не го запре. Секогаш да се истражува кон она што докаде се можностите, можностите се неверојатни, мислам, особено во музиката, значи создавање нова музика. Ете, ајде за новата музика, вака. Ми доаѓаат мислите. За новата музика. Знам дека ја сакаш онаа традиционалната изворната, знам дека си врзана и тоа многу за изворот, за
исконското, за тоа што го носеле предците, па сме го добиле ние, како некои кодови, и ги пренесуваме натаму. Ајде за новата музика, колку може да се пренесе тој код, колку може да се преслика, ако не друго, како како инспирација, како нешто кое што може да се нашминка, да се дотера и да добие некое ново руво, меѓутоа да го има автентичното во себе. Сега зборуваш за ново компонирана музика во смисла за нови правци на музика или зборуваш за веќе не знам дали можеме да зборуваме за правци во музиката. Широко. Да, веќе нема правци. Веќе јас не препознавам правец. Тоа толку многу измешано се, што е и добро, зошто би ја ставале во рамки, зошто би рекле оваква музика, сега ќе правам не знам, рок музика. Не, прави музика. Да. Да, јас тие не ги искрено да ти кажам, не ги ни разбирам, ниту пак се трудам нешто да ги има такви некои безброј се 70 различни збора употребуваат за 2 минутна музика. Човек не ме интересира онака каков сака нека ја праве, ми се свие или не ми се свие. Така. Са критериумот кај мене за ми се свие и не ми се свие е најчесто каква емоционална информација ми пренесува музиката. Значи, дали низ тие зборови, низ тие ноти, успева тоа да допре со моето срце. И тоа е за мене убава музика. Во смисла, знаеш, музиката како таква, секоја музика си има свое нешто, освен некоја што нема. Океј, добро, ајде, ова не знам од кај излезе, од 5 годишната. Да, стварно, има музика во која што едноставно не ја разбирам, не ме допира и не гледам вредност. Може така да кажам без да ми се суди. Тоа е тоа. И сигурно некој за мојата музика тоа ќе го каже и тоа е сосема легитимно и фала. Така е. Искрено. Ама да. Значи има некои numeri кои сега излегуваат, вака ги слушам и не да внука ми некој пат ќе пушти некои таму емисии гледа. Викам, те молам тете, значи ова исклучи го, ова ти оштетува интелигенцијата. Аман. Нешто. Некои тотални некои лудости, 2 збора и се истите зборови се повторуваат во некакви чудни ритмови. Можда сум само премногу конзервативна и можеби се остарувам, не знам. Не. А можда е не знам стварно што да кажам во скасова, да. Верувам дека и во музика која не е традиционална може да се имплементира силна емоција и дека тоа може да се тоа што јас имам таква релација со традиционалната музика, тоа е нешто друго. Така и јас тој јазик ми е познат и тоа е за мене друго нешто. Но да, се разбира дека и во други правци, и во стилови на музика, и дури во импровизирани звуци кои паѓаат чаши и се кршат, и во тоа има музика, и во тоа има емоција, и во тоа гледам нешто што во последно време ми се допаѓаат дури екстремно импровизирани музики. Каде што идејата е само да ја почувствуваме емоцијата, без премногу да се оптеретуваме за формата, границата и така натаму. И да, сакам да слушам секаква музика. Тоа што јас сега во овој период од мојот живот сум фокусирана на традиционална музика, тоа е заради тоа што верувам дека има многу таму ствари кои што не се кажани, а треба да бидат. И како тоа е мојата конекција со таа музика, од позиција на млад човек кој се бави со нешто што не е баш модерно, нели? Ми е како и предизвик и одговорност и имам потреба тоа да го презервирам. Да, ми останува. И лесно се изразувам таму, знаеш, како лесно ми е. Тоа ми е лесно. Знаеш, не е слободно сум и своја. Те разбирам, како јас во подкастот. Да, прекрасно. Да. Да, кога ќе си го најдеш тоа што ти е твое, таму ти е убаво.
таму биди и тоа прави го, тоа е супер. Ми соодветствува со карактерот, не знам како да кажам, значи јас сакам пазар, например, кога станам са бајле, убаво ми е во 7 сатот да си земам една торба и да одам на пазар, не отимам за купување нешто, ете така, сакам луѓето, ми се интересни, ги слушам приказните, одам на тезга, па ги гледам пиперки, чекај, значи си разговарам со пазарџиеве, па некој ќе ме препознае, па ќе се гушкаме. Ете, тоа мене ми се бенесува и тоа соодветствува со музикава што ја работам. Да. Од друга страна, го имам и тој дух каде што ми се допаѓаат темните места. Каде што има чудни луѓе. И тоа е исто така нешто во кое уживам. Добра. Но кога би го правела, нема да сум најавтентичната верзија од себе. Да. Меѓутоа, тоа се баш две крајности од кои што... Да, неверојатно. И ми се допаѓаат и двете. Да, супер. Буквално, многу сакам да одам, да речеме, дури на транс журка и да бидам таму до 7 са бајле, кај што буквално си поминам преубаво и да ми биде тоа 7 сати медитација. Да. И во исто време да бидам сакам да уживам на пазар со пазарџиеве, да си правиме муаве за како се прави летна манџа најубава. Така е. И тоа ми дава боја во животот. Разбирам скроз. Го разбирам затоа што тоа едноставно го врзувам само за љубовта кон животот општо, кон уживањето и колку сакаш да уживаш во работите. Кога ги правиш, си хедонист, уживаш во добра храна, добар пијалог. Колку ги уживаш работите? Да, уживам многу. Во последниве 2-3 години морам да ти признавам дека со уживањето бев на не на ти. На вие. Како сте? Да, од дистанца. Да. Со тоа што го работам и со тоа што со Зарина, например, морав да бидам и букер, и менаџер, и ово, и во даден момент станав преоптеретена со се да биде како што треба. Сега можам да кажам, така последниот период, дека ги пуштам и сакам да уживам и уживам и се враќам на тоа што сум си јас. Значи, во суштина, во длабочинава на моето срце, стои леснотија и уживање. Ама животот сам по себе понекогаш ни дава такви периоди кај што знаеш, од што си во грч со работата или од што си во грч со некоја друга ствар што ти се случува, си ги грчиш и моментите на уживање. Да. Знаеш. Да. Баш се зборевме со една другарка со која учевме заедно пошто не е во државава. И се фаќаме како викаме и сега што е планот. Како седиме и треба да биде лабаво и сега да се поминиме некое време заедно. И сега што е планот? Значи како мора да има план. Не мора. Знаеш? И сега викам, окей. Добро е кога ќе се фати човек за да може да го Да. Нема план, едноставно уживам. Така. Тоа е планов. Денеска е планов колку време ќе имам простор да гледам во зајди сонцето и тоа ми се допаѓа. Сега се враќам на тоа да излезам кога е дожд и да ме врни дождот, за да ги чувствувам капките, се враќам на да го гледам зајди сонцето, да слушам птици, да има периодот со Манчестер, одењето во Мекси, сето тоа ми даде на бърнаут позиција и ми требаше многу време да си го вратам организмот во нормала и се уште сум во фаза на враќање во нормала и од секогаш природата ми е местото што ме заземјува. И колку повеќе сум во природа, толку повеќе се чувствувам сигурна и си давам можност да ги уживам. Значи, си давам време да самувам, нешто што исто така го имав малку подзаборавено. Да самувам, да тихувам, да ми е тишина, и сакам да ми е тишина. Знаеш, дека не мора да слушам музика, не мора да
Убаво ми е кога сум сама, убаво ми е уживо. И сакам да слушам птици. И сега имам канаринец во понова време кој се вика Вито, кој Вито пели. Леле, Вито пее во 5 сабајле, аман бе, Вито, што се случува? Значи, пее на цел глас, јас не знам комшиве како да се не звони, не знам. Значи, во 5 сабајле. Леле. Алармот. Аларм. Мене ми е убајна, Да. Скопје се буди во 5, особено сега. Се уште нема коли, тивко е штама и таму некај 6:30-7 веќе почнуваат да тропаат на паркинг. Почнува. Тргнуваат, ама од 5 до 6 милина. Одлично. Зарина, мислам дека од прилика 1 час траеме. Мене ми Кога помина, нели? Вака так. Секогаш убави разговори со тебе. Не сам јас ке ти посакам прво здравје, пред се многу љубов, многу убави моменти да уживаш, да се вратиш на себе што побрзо од секој аспект, да си исполнета и стрекна секогаш и да зрачиш вака убаво секогаш како сега. Благодарам, обострано посакувам и посакувам на сите луѓе кои си трагаат по сопствената вистина, по уживањето, по љубовта, по постигнувањата во кариерата, во животот, да се ги најдат своите патишта. Фала ти уште еднаш за гостувањето, Фала ти се тебе на гледаме поканата. за убави работи. Вам ви благодарам за вниманието. Се разбира, уште една епизода остана од подкастот со Ана на ти. Секој петок 20 часот, тоа е терминот. Луѓето се тие секогаш убави разговори. Следете Слободен печат.